Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани. Прв ден на, би рекла, конструктивна дебата за ребалансот на буџетот и бе ве замолила да останете конструктивни кога ќе дојдат амандманите, бидејќи им го должиме тоа на граѓаните. Имавте овој ребаланс на вистина во една специфична година, се вторе во годинава. Се одвива во специфична година, бидејќи имаме пандемија, не сме имуни како држава, но морам да забележам дека и покрај пандемијата имате многу промашувања во економијата и пред самата корона да дојде во државава, бидејќи од самиот почеток на вашето владење, само што дојдовте на власт, ги стопиравте сите капитални инвестиции. Не ги продолживте ниту оние што беа започнати за жал и од претходната влада, а нови и немате. Минативе години велевте дека ќе кратите непродуктивни трошоци, со таа поента и дојдовте на власт, една од поентите, дека ќе имате развојни буџети и можам слободно да кажам дека ги имате најголемите во историјата на државата, најмегаломанските буџети во држава ги имате во овие 3-4 години. Додека македонската јавност беше замајувана од оптимистички проекции за висок економски раст, проекција на БДП, најрелевантните светски институции, како Меѓународниот монетарен фонд, цело време ви укажуваше и ви намалуваше прогнозата за економскиот раст. Несомнено е дека пандемијата има големо влијание на економијата, но силни економии паднаа на колена, не пак нашава држава. Затоа беше потребно од ваша страна како власт многу големо влијание за внимание за проценките на идните случувања и требаше да го елиминирате лажниот оптимизам кој никому не носи корист. Не можам да не спомнам дека економијата во нашата држава не чинеше и пред пандемијата, како што кажав и на почетокот, и дојдовте на власт со неколку лажни ветувања, како што кажав, непродуктивни трошоци, со амбициозни ветувања за голем економски раст, големи буџети и така натаму. Ја ќе говорам за двете области кои што се најзасегнати во пандемијава, а сепак се исто така во голем дел скратени средствата во тие за здравството и за образованието. Најпогодена, во пандемијава е областа на здравството и покрај секојдневните маратонски пресконференции на министерот за здравство, кои не ги напаѓам, кои се за пофалба, бидејќи се трудеше да ги информира граѓаните за ситуацијата, но здравството дефинитивно не е врвен приоритет на оваа влада како што требаше да биде. Па така, здравствениот персонал, кој беше најизложен, најпосветен на ковидот, занемарувајќи ги своите семејства, уште од почетокот на пандемијата се соочија со недостаток на заштитни маски, очила, скафандери, ракавици и така натаму. И покрај тоа што стигаше хуманитарна помош во државата. Останаа докторите и сестрите да се снаоѓаат сами, па така за кратко време тие стана жртви и имавме веќе заболени здравствени работници од ковид. Не дека тие се имуни, па не може да се заболат, ама ниту има поголема заштита, ниту упатства и обуки од самиот старт на пандемијата. Плюс тоа, пред само некој ден имавте изгласано во ова собрание заем од 90 милиони евра, од кои само 1/3 се средства за здравство, 27 милиони евра се за покривање на трошоци за фондот за здравство, за период кога немаме корона, за жал. Со првиот ребаланс имавте само 10 милиони евра одвоени за областа во здравството и должите одговори на суштински прашања на граѓаните, и тоа граѓаните кои што ве гласаа, дали се уште е актуелно прашањето, дали има доволно респиратори, зошто доцнат најавените 16 ковид центри, па заради тоа постоечките болници бараат алтернативни решенија, адаптираат делови од своите капацитети кои не се соодветно опремени, на тој начин се изложуваат и тие самите за своето здравје. Здравствените работници кои беа заборавени од оваа влада,
бев сведок и на минатите буџети кога се носеа, па покрај незадоволството од своите плати, условите во кои работат, се соочивме и со дефицит на медицински сестри и многу од нив заминуваат во странство. Исто така дојдовте на власт со најава за враќање на 600.000 граѓани, меѓу кои и млади во држава, па редевте патичиња, кондури пред владата, ама никако да ги видиме тие 600.000 луѓе. Напротив, имаме уште поголемо иселување на младите и можам слободно да кажам дека во државата ни се случува екзодус на млади умови. Откако сте дојдени, вие немате ниту една учебна година почната на време и без проблеми. Лани немавте учебници, оваа година повторно немате учебници и компјутери и останавме само ние и Црна Гора со најдосно почната учебна година, плюс тоа првиот ден пуштена националната платформа за веднаш утредента да е нефункционална. Сега го спомнувате цело време викендот без ДДВ. Морам да ви кажам искрено дека викендот без ДДВ ви беше чист дебакл. Затоа што не ги даде најавените резултати, вие како влада имавте проекција дека ќе се направи вкупен промет од 170 милиони евра и дека до граѓаните ќе бидат вратени околу 17 милиони евра. Во досегашните пресметки има околу 9 милиони евра промет, а вратено ДДВ кај граѓаните е околу 1 милион евра. Мерката можеле да искористат, кажавте дека корисници на системот на УЈП на Мој ДДВ се околу 350.000 регистрирани граѓани, но поради цените на информатичката опрема, на лаптопи и компјутери, за она што беше всушност изгласан викендот без ДДВ, за да олесни на учениците и на родителите, за да почне учебната година за нив успешно и да можат и да ги следат, да следат наставата, за жал не можеа да искористат баш поради високите цени, но и поради намалената куповна моќ на граѓаните. Спомнавте за транспарентноста. Транспарентноста дефинитивно не е одлика на вашето владење. Овде бевме сведоци и во минатиот состав. Кога имавме јавни расправи, ќе ве потсетам, го спомнавте и прогресивниот данок и подобро ви е да не го спомнувате, искрено ви кажам. Заради тоа што прогресивниот данок после една година не ги даде посакуваните резултати, зашто ние како опозиција предупредивме и го ставивте на стендбај одложено применување на тој закон на година. Колку се сеќавам, не ме зимете за збор. Имавме сериозни забелешки и вие овде немате само конструктивна опозиција, имате многу капацитетна опозиција, но за жал од популизам ли, не знам од што, не ги прифаќате нашите предлози, а за после известно време доаѓате на нашите предупредувања. И заради тоа ние немаме заедничко носење на одлуки. Предлагавме ние 4 викенди без ДДВ, таков амандман имавме, кој не го прифативте, за да после тоа вашиот премиер искаже дека можно е најава за повеќе викенди. Праксата во ова собрание при носење на буџетот и ребалансот покажа дека владата на СДСМ, за жал, морам да го кажам ова, многу ми е жал што морам да го констатирам, го констатирав и на минатите буџети, дека се прифаќа амандмани во политички подобни општини за власта, а во политички неподобни не се прифаќа. Жално е во време на пандемија, во втората најзасегната област, образованието, да имаме да се соочуваме со вакви кратења на буџетот. Значи, помалку пари преку Министерството за образование и наука ќе има за изградба и реконструкција на основни и средни училишта. За изградба и реконструкција на основни училишта парите се намалени на 1,5 милиони евра, за изградба на училишни спортски сали во основни училишта на 5,8 милиони евра, за изградба и реконструкција на средни училишта на 102.000 евра, за изградба на училишни спортски сали во средните училишта на 1,4 милиони евра. Значајно се намалуваат средствата и за ученички и за студентски домови и можеме слободно да констатираме дека нема развојна компонента. Тргнувавте со мегаломански, пренадежни буџети, за да веќе со еден ребаланс, сега и со втор,
краток е рокот за реализација на проекти до крајот на годината, затоа искрено не дава надеж никаква и овој ребаланс и буџетот на почетокот. Ќе го почекаме да видиме буџетот за 2021. Преку Министерството за здравство, кое е стратешко во сегашната COVID-19 криза, средствата за реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи остануваат на исто ниво од 3,1 милион евра. За изградба на амбуланти во руралните места не се планирани воопшто. Додека намалување на 3,9 милиони евра има ке парите за медицинска опрема за потребите на јавно здравствените установи. Се укинуваат парите за општата болница Кичево. Големо намалување има кај средствата за изградба на нов клинички центар во Скопје, оној фамозно најавуваниот ИШТИП, сведени на само 2,8 милиони евра. Ви укажаа и самите ученици и средношколци на самиот старт на учебната година дека над 80.000 ученици немаат основни услови за онлайн настава. Морам најдоблесно велат пред фактите и пред вистината и боговите молчат. Морам да кажам дека после изборите се заземавте со една градежна експанзија и реконструкција на улици и булевари. Бидејќи претходно немавте ништо сторено, сега во најава на наредните локални избори нареднава година предизвикавте тежок хаос во главниот град и околу него. Прво, по јавниот превоз, тоа беше предизвикано уште претходно од вашиот градоначалник Шилегов на Скопје. Јас ке зборувам како корисник на јавниот превоз и како сведок на репрезентативно имаме користење на овие мерки за предпазливост во автобусите каде што нема ни 2 сантима растојание, а не 1,5 метра. Страшни гужви затоа што во јавниот превоз, да, можеби вам ви е досадно да го слушате ова, ама со ова се соочуваат граѓаните од изборната единица двојка, каде што вие бевте коносите. И треба да го објасните тоа, бидејќи ве гласаа. Тргнувајќи на своето работно место, прво се соочуваат со немање автобуси, потоа кога ќе дојдат се преполни и кога ќе се тргне за релација која што е обично за 10-15 минути да се стигне до центарот на Скопје, сега се потребни час или час и половина. Понатаму, така е кога се владее без приоритети и без план. За жал, сите 4 години така владеете. Европската комисија, на пример, од предвидениот пакет од 750 милиарди евра, јасно посочи дека 30% од тие средства се за проекти што се пријателски расположени кон животната средина, а 20% за дигитализација на европската економија. Кај нас имаме намалување на средства за гасификација, и тоа на половина од почетниот износ од буџетот, се тргнало со 120 милиони денари, па со првиот ребаланс во јуни на 22 милиони денари, за да сега заврши на 10 милиони денари. Во иднина ни се веќе во најава зимските месеци, кога загадувањето ќе биде во нагорна линија, а ние немаме одвоени средства за гасификација. И навистина би можела многу да зборам, може и во говорот мој ќе се обратам. Морам да ви посочам. Ај што немате развојна компонента во буџетот, па сега со ребалансот не ни очекувам нешто да направите некоја ренесанса за последниве месеци, бидејќи е премногу кратко, ама немате ни грижа за најпогодените и најзасегнатите во пандемијава. Спомнавте вие во вашиот говор за инвестиции во железничката инфраструктура. Би ве посоветувала, иако немам право да ви кажувам што вие да зборите, што не. Вашата влада покажа тешка незаинтересираност за железничкиот сообраќај. Бидејќи има намалување на средствата за инвестиции во железничката инфраструктура за скоро 50%, споредбено со буџетот за 2020. Најголемото кратење на средства е во категоријата 76048 заеми за капитални расходи, односно планирани средства за изградба на железничката пруга кон Бугарија. Во овој дел кратењето на финансиските средства е за скоро 83% од планираните средства, што значи дека пругата кон Бугарија ќе биде целосно стопирана. А пак овие денови слушам во
информативните вести и по медиумите дека едно од предпријатијата кои што не се рентабилни, па може да се приватизираат, е и МЖ Транспорт. Па од тука логично е прашањето како може да биде рентабилно без инфраструктура и без потребни ресурси. Барате транспарентност, барате соработка од опозицијата, ја имате, ама контрадикторна сте сама со себе, кога велите дека не треба да се навраќаме во минатото, а за жал се вративте, па по примерот ваш ќе се вратам и јас. Во пропаднатите проекти, за жал, заборавивте да ги кажете рекет, 4,6 милиони евра за СЈО, Ден Дончев, само ќе ги набројам, Фондот за технолошки иновации, кој што патем делеше на политички подобни луѓе грантови, кој што очекував во екот на пандемијата да покажат својата величина и да ги донираат во социјално загрозените семејства, во многодетните семејства и така натаму. Ви благодарам.